Од соновидение до изградба на свет храм, денес и негово осветување. Црквата посветена на Вознесение Христово во народот познато како Свети Спас, во тетовското село Јелошник по 18 години од незината изградба денес беше осветена. Чинот на осветување го изврши митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво. Благослови, Владико, благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови. Помир да се помолиме на Господа. Господи Боже! Денес е голем ден за вас, жителите од селото Јелошник, но и за сите христијани од Полошкиот крај, бидејќи христијанската радост е соборна радост, благодатна радост, која денес произлегува од осветувањето на овој новоизграден храм. Е радост која од Јелошник се разлива на сите страни од нашата епархија, рече пред присутните верници митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. Таа радост е евангелска радост. Таа радост, почнувајќи од денес, ќе ги радува срците и душите не само на местното население, туку на сите народи кои ќе притекнуваат на молитва во овој новоизграден Божи храм. Денес сите ние кои го знаеме историјатот на изградбата на овој храм, сведоци сме на фактот дека благодарение на истрајноста над искушенијата и страдањата доваѓа еве најпосле и радост. И денес секој треба да се радува, бидејќи од денес нашата епархија, овој крај и ова село е побогато со еден прекрасен храм, кој ќе биде отворен секогаш за секој од вас, но и за секој добронамерен патник, бидејќи според пророштвото на старозаветниот пророк Исаија, Божиот дом, храмот е дом за молитва на сите народи. И на сите оние кои како жената хананејка од денешното Евангелие, искрено и со силна вера ќе пристапат кон нашиот Бог и Спасител Господ Исус Христос, ќе му се обратат од длабочината на своето срце со зборовите Господи, помогни ми. И навистина нашиот Бог кој обитава во овој храм ќе ни помогне, како што и помогнал и на жената хананејка од денешното свето Евангелие. Денес Бог обилно изли својата благодат и се всели во ова светилиште, на ова место кое е од денеска свето и осветено. Секогаш да имате на ум дека храмот не е само место свето затоа што е осветен со посебен чин, туку заради благодатното присуство на Светиот Дух Божи кој обитава во него. Наши Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Нека за многу години денешниот ден. Благодарност уште еднашка до сите дарители, ктитори, помагачи за ова дело дека да се направи. Благодарност претходно заборив да кажам и до зографите кои го зографиса овој храм. Навистина можам да кажам дека немам никаква забелешка, заслужуваат пофалба, жртва и подвиг е да се дојде овдека, да се работи, да се зографисува. Можеби имаше мир и благодат, точно знам, меѓутоа некогаш кога човекот е сам има и повеќе молитва, има повеќе и благодат, но таа благодат која што тие ја почувствувале ја пренеле на фреските. Токму тоа и зографисувањето на фреските. На трешната духовна состојба, зографот ја пресликува на самата фреска и навистина заслужуваат една пофалба, бидејќи навистина фреските се прекрасно и професионално канонски зографисани. Уште еднашка благодарност до ктиторот, бидејќи знам голем труд, голема љубов вложивте и упорност да го направите сето ова, иако можеби мало по димензии, но сепак големо дело пред Бога според силите и можностите кои што сте ги барали. Црквата посветена на Вознесение Христово била всушност соновидение на Блашко Србиновски, кој потекнува од Јелошник. Вели конечно го дочекал овој ден на осветување на храмот,
кој 2 пати му се сонил. Тоа беше сонно видение на 3 јуни 1999 година. Ми се сони сон тука во близина, дека значи сонот беше, да ви го кажам сонот, нели? Одам со еден мој пријател, се движам нагоре и на онаа карпа дека застанав и погледнав овдека дека постои објект. И потоа двајца другари бевме, мислам, двајца. И на другар му вика, кажувам, нели? Любе, гледај, изградиле црквичка овдека. И он вика, па каде бре? И јас се свртев вака према црквава и кој овдека имаше застанато еден човек огромно висок и ми нареди. Да, тој ја изгради, ама ти треба да ја доградиш. И јас му направив вака, па како да ја доградам? И човекот постепено од лицето исчезна. Тоа беше сонот, мислам. И така, и после почнаме да се гради, нели? Започнаме во 2000 година. 2000 година изградиме, 2001 знаете што беше и после тоа се разруши храмот, нели све и после 2014 повторно ми се сони и почна да градам. Членовите на црковно-иницијативниот одбор денес со најголема радост зборуваа за осветувањето на храмот. Велат, досега многу се имаат вложено, но ги чека уште доста работа. Радоста е голема, подготовка трае многу време. Задниве 2 години напред многу сме се ангажирале на целиот одбор и на цело со Блашко што е титоров на црквата и успеаме да дојдеме, мислим, да се доврши целата работа, да биде како што треба да биде. Што преостанува? Па овде преостанува сега уште малку да се доуреди просторов околу црквава и планираме понатаму да направиме една трпезарија овде, позади. За Спасовден понатаму би било као традиционално да се празнува. И има доста работа, зашто и патов треба да се доправи нешто нагоре до црква барем да биде. Малку го дотераме вчера, ама толку беше времето кратко, беше немаше да се повеќе. Добро, малку беше напорно, нели, али сепак можам да кажам добро и да им се заблагодарам на целиот народ. Можам голема благодарност за ова што го направија луѓето, нели. Не сум сам. Со сите заедно и тоа, со целиот и со иницијативниот одбор и со целиот народ. Тоа е. Верниците пресреќни што присуствуваат на овој свет чин денес во Јелошник. Мажот ми потекнува овде, јас сум снама Јелошничка од 64 година. Само тој е починат и морам да дојдам, имаме куќа тука. Ми е жал да оставам, си доваѓам. Со керката, со внуците си доваѓам стално. Колку ве радува чинот на светот? Многу. Работев, ама се осеќам лесно. Не сум уморна. Вчера тука чистев, во доле во црквата миевме садови све. Нема, воздухот е прекрасен, црквата е прекрасна, не знам што да кажам. Јелошник е село во општина Теарце без постојани жители. Се наоѓа на надморска висина од 542 метри.